Колкава е важноста на зеленилото во урбаните средини? Одговор на ова прашање ќе побараме од нашата денешна гостинка, која што веројатно е една од најсоодветните во држава да ни го објасни тоа. Велам добар ден и добре дојде за асистент магистар Викторија Брндевска-Стипановиќ од Факултетот за шумарски науки. Добре дојдовте. Добро ве најдов. Ви благодарам на поканата. Чест ми е да проговорам за важноста на урбаното зеленило, затоа што сите нас тоа не засега. Не засега и тоа многу. Најмногу. Се помалку го имаме, а се повеќе ни треба. Баш така. Каква е важноста на зеленилото во урбаните Како што средини? спомнавте и претходно, значи важноста на урбаното зеленило е огромна, особено во ова време кога урбанизацијата зема замав, кога се поголеми се површините поплочени, кога се потешко е да преживее и самото зеленило во тие тешки и лоши услови. Значи, тоа не се само места за релаксација, за социјализација, за физички активности, тоа се места кои што ни го подобруваат нашето физичко, но и нашето ментално здравје. Таа е таа вродена потреба на човекот за допирот со природата, а урбаниот човек тоа може да го најде најблиску во парковите, во малите паркови, во поголемите, во нешто што е непосредно во неговата близина. Затоа се поголем акцент се става и треба да се става на уредувањето на тие зелени простори, на начинот како да се уредат, не само на тоа да садиме дрвја, колку по број сме ги насадиле, туку и какви се тие дрвја, дали ја вршат функцијата која што треба да ја вршат, дали го добиваме најголемиот бенефит од нив што можеме воопшто да го добиеме. За тоа да биде Да продолжите. За тоа да биде така, значи треба да се внимава во уредувањето, треба претходно да се има добар план и да се знаат потребите на корисниците на тој простор. Кога споменавте какви дрвја да се садат, веднаш тука ми падна на памет последниве неколку години, барем во Скопје, верувам дека и во другите поголеми градови во држава е така, ги гледаме оние декоративни дрвја со крошни кои што ги моделираат во облик на коцки, триаголници, топијари. Ние ги нарекуваме топијари, значи кроени форми. Но Скопје беше препознатливо по огромните дрвја, по липите најмногу, но беше препознатливо по големите дрвја кои што имаа големи крошни, кои што летно време даваа голема сенка. Во право сте, значи во последно време постои тренд на употреба на голем број на култивари и вариетети кои што се одликуваат со крошни со специфични форми, освен тие топијарите што ги нарековте со кроење, туку и крошни со специфични форми кои што се релативно мали, кои што нема да дадат сенка. Не дека е погрешна или непотребна употребата на таквите видови дрвја, секако треба и тоа, меѓутоа треба да се внимава каде се поставуваат. Тие може да бидат фокусна точка, може да акцентираат влез, да се стават да направат некоја разиграност, но на нас сепак ни е потребна сенка. Ние треба да го добиеме бенефитот од големите дрвја. Значи, треба да знаеме кое дрво каде да го насадиме. Каде што ни е потребна сенка, да садиме дрвја со големи крошни. Каде што ни е потребно да акцентираме нешто, во тој случај можеме да ги употребуваме овие растенија. Исто така, доста забележливо е дека во парковите недостасуваат зимзелени големи дрвја. Значи, ние мораме да водиме сметка на моментот и да гледаме во перспектива. Природата се менува не само континуирано во животот, туку и во една сезона, во една година, значи имаме 4 сезони. Не смееме да дозволиме пейзажите да ни бидат празни. Тоа се одразува и од санитарен аспект, значи ги немаме тие зелени појаси, бариери што спречуваат бучава, што ги абсорбираат загадувачките материи од булеварите кога ќе опаднат листовите, нели. Да е тоа искомбинирано и со зелени растенија, ефектот ќе биде сосема друг. Така се соочуваме покрај булеварите, парковите што се или другите зелени простори помали да бидат без зелени ѕидови и тоа не ја прави толку пријатна атмосферата во самиот парк како што би била во спротивен аспект. Кога сме веќе кај климатските промени кои што ги чувствуваме сите,
Македонија е во оној појас кој што е многу зафатен. На некој начин од погоден, климатските, да. А ридноста се зголемува континуирано, значи во последните години. Така да и забележливо е дека климатските промени се чувствуваат и врз растителноста. Тие некои истражувања кои што ги вршиме во моментот се забележуваат, еве на пример, ефекти од климатските промени, од абиотски фактори врз видовите од родот на јаворите, значи што претходно ги немаше, да кажеме. Така да континуирано треба да се следат тие работи, треба се повеќе истражувања за да знаеме кои видови да ги садиме, кои видови да ги форсираме, за да можеме да имаме успешни зелени простори во градот. Исто така голем акцент мора да се стави и на одржувањето со самите климатски промени и одржувањето станува поинакво. Се бара повеќе вода или пак употреба на сушоотпорни садници. Значи, сето тоа е поврзано едно со друго. А кога коментираме за одржувањето, нешто што се забележува, јас гледам дека спомнуваат дека нели се одржува, сето тоа се прави со голем ентузијазам, со голем труд. Меѓутоа, еве на пример во истражување на 7 паркови, околу 3000 дрвенести садници, 12% од нив се исушени. И тие се уште се присутни во самите паркови. Представуваат, значи, еден одличен терен за создавање на различни болести, штетници и слично. Значи, мора да се обрати големо внимание исто така и врз одржувањето на зелените простори. Да, не само што се грда слика, туку се извор на зараза кој што може да ги загрозат останатите дрвја во паркот. Да, а за тоа дека се грда слика, тоа по друга страна влијае врз нас луѓето. Оној момент што треба да действува врз нас како за подобрување на менталното здравје веќе не е тоа затоа што не се чувствуваме убаво или кога сме во простор кој што не ни дава убава гледка. Само би ве прашала, еве слушнавме, имавме можност да чуеме дека во општина Илинден, на пример, имаат една прекрасна идеја сега да садат родни дрвја во дворовите на јавните институции. Вашето размислување на оваа тема? Вака, интересна е идејата што ја имаат. Родните дрвја се многу малку или воопшто не се застапени, особено еве во скопските паркови. Меѓутоа, тие може да најдат намена, може би некако во Солун, портокалите на дрворедите и слично, меѓутоа може да најдат намена како фокусна точка, исто така може да најдат намена во полинаторни градини, мали што се да кажеме, или во училиштата од едукативен аспект, учениците, децата од таа возраст да се научат и на тие видови, нели, не само што плодоносат, туку што се матични, автохтони кај нас. Така да сосема е во ред тоа што ќе се сади во училиштата и слично, меѓутоа не би можело да најде намена нели за дрвореди и такви аспекти. Тоа е тоа, пак се враќаме на моментот дека вистинското дрво треба да биде избрано на вистинска локација за да ја врши функцијата која што е потребна. Она што исто така е веројатно важно да го позборуваме е се поголемата бетонизација на градовите, не само на Скопје, тоа се забележува секаде, и изнаоѓањето на алтернативни начини на зголемување на зеленилото. Алтернативни начини може да се најдат и неопходни се, затоа што практично со таа бетонизација се ствараат топлотни острови, ефектот на топлотните острови е загрозувачки, така да тоа го решаваме со помош на кровни градини, уредување значи на кровни градини, може да бидат од различен тип, буквално само екстензивни, значи кровот да биде зелен, или пак интензивни кои што може да се користат и од луѓето, од страна на луѓето за посети, за седење и да ги вршат и другите функции. Вертикалното зеленило реализирано на различни конструкции. Джебните паркови, тоа се мали паркови, во светот веќе многу популарни, значи секој едно место кое што не се користи за ништо или на места кои што се премногу бетонизирани, да се издвои дел од тие површини и да се креира едно мало паркче. Што добиваме со тие паркови? Освен сите тие придобивки што ги дава воопшто зеленилото,
го доближуваме зеленилото до секој жител, значи многу е важно колку е оддалечен еден парк од жителите. Исто така и ги пополнуваме тие празнини во системот на зеленило кои што се неопходни. Неопходни се од многу различни аспекти, па и од аспект на биодиверзитетот, урбаниот биодиверзитет. Значи, кога зборуваме за урбан биодиверзитет, не мислиме само биодиверзитет за дрвенестите видови, туку мислиме биодиверзитет воопшто, затоа што зеленилото всушност представува хабитат за живот на многу суштества и организми. Така да сето тоа ќе има поврзаност. Овие алтернативни начини треба се почесто да се применуваат, треба да влезат во планските документи и на некој начин да бидат неопходни за да можеме тој систем на зеленило да го направиме по-континуиран и по-функционален. И веројатно како заклучок на разговоров би ни дошло појаснувањето дека убаво е кога садиме, да речеме, дрвја кои што не се автохтони, а се декоративни, но бенефитот би бил многу поголем кога би ги саделе автохтоните дрвја во нашите Па вака, да, автохтоните дрвја се одомаќени, нели, приспособени да живеат овде, потешко ги напаѓаат штетници и болести, што не дека и тоа не е случај. Секаде во светот се форсира употребата на автохтоните видови, но сепак не можеме да се ограничиме, нели, само и на тоа. Во ред е да се употребуваат и алохтони видови, тие што ќе се приспособат, тие што веќе се приспособени да живеат на ова поднобје, така да за се треба да има некаков баланс, би рекле. Но сепак не смееме да дозволиме автохтоните видови да бидат потиснати, како што веќе некое време се практикуваше. Значи, мораме да ги вратиме и нив на парковските површини, за да може да го зачуваме биодиверзитетот, а после тоа да се трудиме и да го зголемиме. Претпоставувам дека факултетот за шумарски науки го вклучуваат оние кои што сакаат да направат нешто во градовите за да остане за идните генерации. Па еве јас колку сум информирана, веројатно и некомплетно, ние сме доста отворени за соработка, секогаш сме овде за да дадеме совет кој ќе побара од нас, така да се надевам дека соработката ќе биде уште поголема во иднина, за да можеме сите да го почувствуваме тој бенефит, бидејќи само со добра соработка можеме да ги направиме нашите зелени простори идеални. Мора да ги следиме и трендовите, мора да ги гледаме и последиците од досегашното уредување на зелените површини, да се научиме од тие грешки и да се подобриме, нели, да направиме нешто подобро за сите. Јас ви благодарам што бевте денес дел од нашата емисија. Ви благодарам. Се надевам дека ќе се видиме во некоја следна прилика. Тоа ви ветувам, не само што се надевам.